Високи представници на Светската банка и на Обединетите нации UNDP, носители на регионалното истражување за социоекономската позиција на ромите во земјите на Западен Балкан, почитуван директор на Канцеларијата на Светска банка во земјата Марко Мантованели, почитувана Шила Марни, представничка од регионалната канцеларија на UNDP од Истанбул, почитувана Луиза Витон, постојана представничка на програмата за развој на Обединетите нации UNDP, почитуван Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка во делегацијата на Европската унија, почитувана министерка за труд и социјална политика Мила Царевска и представници на Министерството за труд и социјална политика, вклучени активно во политиките насочени кон подобрувањето на условите за живот и работа на граѓаните роми во нашата држава, почитуван министер без ресор Аксел Ахмедовски, задолжен и за националниот контакт за ромска инклузија, почитуван градоначалниче, советници, представници на граѓански организации. Ги разгледав резултатите од истражувањето за социоекономската состојба на ромите во Западен Балкан и посебно во нашата држава. Охрабруваат податоците што упатуваат на подобрување на условите за живот на ромите во Република Македонија во споредба со другите држави од Западен Балкан. Тоа докажува дека ја градиме Република Македонија во едно општество за сите, со еднакви шанси за сите, како што пишува впрочем во Уставот, според правото на еднаквост со кое се раѓа секој граѓанин. Оваа влада, во соработка со граѓанските организации, ќе обезбеди социоекономска стабилност на сите граѓани на Македонија. Ќе продолжиме да мотивираме со нашите политики на еднаквост во регионот, на тоа се обврзавме и затоа продолжуваме да работиме заедно секојдневно. Почитувани, според истражувањето, например, за трендовите во образованието, забележен е напредок во запишувањето граѓани роми во нашата земја. Во основно или пониско средно образование оваа стапка во моментот е највисока од сите други држави во Западен Балкан. Или третина од граѓаните роми, 31% од граѓаните на возраст од 22 до 25 години, завршуваат високо средно или терциерно образование во земјава и тој процент е повторно висок во однос на земјите од Западен Балкан. Но сите знаеме дека може и мора подобро. Важно е тоа што ние, како држава и како влада, се приклучивме на европските и светските политики на детектирање на предизвиците. Не отстапуваме од таа одлучност и со тоа што сме на оваа маса овде, заедно со нашите партнери од Европа и светот. За ова важно прашање на инклузија на ромите, покажуваме дека сме влезени чекор понатаму во начините на справување со посочените предизвици. Податоците на регионално ниво покажуваат ограничен пристап до можности за ромите од секој аспект – здравство, образование, домување, вработување, стандард на живење. Меѓународни пракси, како што е наведено и во оваа истражување, покажуваат дека предучилишното образование има големо значење во понатамошниот тек на животот и постапувањето на граѓаните на пазарот на трудот. Во рамките на проектот Инклузија на деца роми во предучилишни установи, во текот на учебната 2017-2018 година, запишани се вкупно 514 деца роми во 19 општини во Република Македонија или 82% од тоа што било предвидено. Со овој проект вреди да продолжиме. Потребни ни се резултати за активирање на големо мнозинство и роми од 18 до 24 години да посетуваат училиште или обука или да се вклучат на пазарот на трудот. Тоа е посочено и овде во ова истражување. Се заложивме како влада во соработка со граѓанскиот сектор и во моментот функционираат 12 ромски информативни центри во 12 општини во земјава. Активно работиме на информирање, советување, упатување на ромите за остварување на нивните права и обврски во социјалната заштита, здравството, домувањето, вадењето лични документи, вработувањето и така натаму. Но неопходно е сите, како општество, да ги надминеме предрасудите и повикувам секој од нас, граѓанин, институција, општина, предпријатие, да биде потенцијален мост на соработка. Од социоекономски аспект, говориме најмногу за интеграција во приватниот сектор и прилагодување на специфичните потреби на ромската популација, со осебен фокус на вработување и социјални реформи кои ќе значат правилна интеграција и во пракса, како што се запишани и на хартија.
Во врска со домувањето и здравствената заштита, кои што се нотираат како регионални проблеми, Владата на Република Македонија веќе донесе програма со која што се ослободуваат од плаќање здравствена партиципација децата, чии родители се корисници на правото на социјална парична помош, што во голем дел ги опфаќа и ромските семејства. Конечна цел е да сите социјални случаеви во државата, во кои што еден значаен дел се граѓаните од ромските семејства, бидат ослободени од плаќање на здравствената партиципација за болничко лекување. Мене ми е драго што истражувањето покажува дека речиси сите роми сега поседуваат лична документација. Управата за водење матични книги отвори оглас со кој што се повикани сите лица кои не се регистрирани во матична книга на родени да поднесат барање за дополнителен упис со оглед на информациите што ги имаме дека околу 600 роми според евиденцијата се соочуваат се уште со овој проблем. Владата преку Министерството за труд и социјална политика и заедно со граѓанските организации исто така сериозно е посветена на подигнувањето на свеста кај ромите во врска со ризиците од раното стапување во брак. Третина од испитаниците во ова истражување се изјасниле дека стапиле во брак порано од 18 години. Низ разговорите и советите на терен се обидуваме да имаме подобрување на оваа состојба. Знаеме дека за социјална кохезија и еднаков развој на општеството се потребни средства и за решавање на приоритетните прашања за ромите одвојуваме пари од централниот буџет, а посветени сме и на изнаоѓање донаторски средства. Почитувани присутни, политичкото учество на ромите во донесувањето одлуки што се поврзани со напредувањето на положбата на ромите во Република Македонија, како позитивен модел во Република Македонија и пример во регионот, очекуваме допрва да даде дополнителни видливи резултати. Има политичка волја кај оваа влада за вистинска имплементација на стратегијата за подобрување на состојбите на ромите во Република Македонија. Ги следиме и сме вклучени во сите европски препораки, меѓу кои што е Европската платформа за вклучување на ромите за дизајнирање политики и активности во насока на инклузивна Европа. И Република Македонија ќе покаже дека освен што има единствената општина во светот, каде што мнозинството граѓани се роми, изборуваат на својот мајчин јазик, во исто време сме и држава која навистина ги развива подеднакво правата на сите своји граѓани. Како влада и како држава, со оваа волја и свест што ја покажуваме, уверен сум, ќе продолжиме да мотивираме, ќе водиме и предводиме во унапредувањето на правата на ромите во регионот и пошироко. Јас ви благодарам на сите што придонесувате Македонија да биде пример за држава која обезбедува еднакви можности за сите своји граѓани. Благодарам. Почитувам председател на Владата на Република Македонија, почитуван колега министер без ресор Аксел Ахмедовски, почитувана представничка на UNDP Луиза Винтон, почитуван представник на Европската делегација Никола Бертолини, почитуван представник на Светска банка, почитувани представници на ресорните министерства, граѓанските организации, локалните самоуправи. Мислам дека ова истражување кое што денеска ќе го презентираме е значајно истражување за Република Македонија, не само заради тоа што не презентира во позитивно светло од една страна, но од друга страна ни дава насока каде треба да се движиме и каде да ги насочиме политиките во нашата држава со цел да постигнеме еднаква вклученост на ромите во нашата татковина или во целиот систем. Она кое што го гледаме дека ние како држава сме направиле исчекор во унапредување на правата и вклучувањето на ромите. Но сепак имаме уште многу работа која што се однесува на намалување на јазот помеѓу ромите и неромите во нашата држава и сигурна сум дека сите овие активности кои што ги напомена премиерот, кои што се спроведуваат не само преку Министерството за труд и социјална политика, мора да потенцираме дека другите министерства исто така се активно вклучени и отворени за развој на програми и политики кои што даваат посебен фокус на вклучувањето на ромите, дека заеднички ќе го намалиме овој јаз и ќе имаме еднаков пристап до права и услуги за сите граѓани во нашата држава, вклучително и ромите. Јас нема да ги повторувам активностите кои што ги правиме, само ќе напоменам дека е важно да кажам социјалната реформа која што ја планираме да стартува во 2019 година, која што неколку наврати премиерот ја акцентираше и ја промовираше, воведувањето на минимален адекватен приход ќе даде голем ефект во намалување на сиромаштијата кај нашите граѓани со посебен фокус на ромите затоа што голем дел од примателите на социјална парична помош ни се роми во системот во моментов. Од една страна, од друга страна не само што ќе го зголемиме трансферот на пари кон овие граѓани, туку истите тие ќе ги активираме на пазар на труд со посебен оперативен план. И тоа навистина
навистина ќе даде вистинско вклучување. Но втор предизвик кој што е голем за мене како министерка за труд и социјална политика, но веројатно и за целата влада е домувањето. И сметам дека заеднички со Европската комисија, Министерството за транспорт и врски, но и други меѓународни организации и партнери на нашата држава ќе успееме директно да работиме на намалување на оние субстандардни населби во кои што најголем дел од ромите живеат и да ги направиме функционални, стабилни населби кои што ќе обезбедат минимум квалитет на живење, за да после тоа очекуваме децата да бидат вклучени во училиште регуларно или градинка, да може да очекуваме вработување и да можеме да очекуваме вистинско вклучување во општината во која што живеат. Јас не ви должила повеќе, ви благодарам. Почитувана колешке министер Царовска, почитуван господине Бертолини, почитуван господине Мантованели, почитувана господја Витон, почитувани дами и господа, почитуван градоначалниче, почитувани представници од невладениот сектор. Најпрво ќе ми дозволите на почетокот да го изразам своето задоволство да присуствувам денес на оваа презентација на регионалното истражување фокусирано на социјоекономската положба на ромите од земјите од Западен Балкан, кој што истражување е спроведено од страна на UNDP и Светската банка. Во исто време сакам да искажам и мојата благодарност до сите вклучени страни за вложениот труд при подготовката и спроведувањето на ова истражување. Секако дека резултатите од ова истражување за нас ќе представуваат уште еден поттик за поголема посветеност и поголема координираност кон подобрување на состојбите на ромите, односно на ромската заедница во Република Македонија. Почитувани присутни, сите ние знаеме во какви услови живее ромското население. Секојдневно ги гледаме околу нашето обкружување со неповолна социјоекономска положба, со нерешено стамбено прашање, со проблемите во здравството и здравственото осигурување, образованието и културата се уште препрека на која сите се сопнуваме. Невработеноста во континуитет е двојно поголема од националниот просек и е посебен проблем за кој што изнаоѓаме соодветни решенија. Сето ова предизвикува голем дел од ромската заедница, посебно младите роми да емигрираат во западноевропските држави, а со тоа им се прави проблем при нивното враќање во државата. Меѓутоа, иако ромската заедница е најранлива категорија на граѓани, истата останува како најлојални граѓани во државите каде што живеат, а посебно во Република Македонија. За да се надминат овие состојби, потребна е заедничка посветеност на сите страни. Нереални ќе бидат очекувањата или пак ветувањето ако се мисли дека кабинетот на министерот без ресор ќе може сам да одговори на сите овие предизвици, без подршка од владата и ресорните министерства, како и вклученоста и поддршката на владиниот сектор. Овие прашања ќе останат понатаму отворени и нерешени. Јас би сакал да ја искористам оваа прилика и да укажам на политичкиот амбиент и посветеноста на оваа влада кон ромското прашање. Во рамките на овој краток период, од кога сум назначен за министер без ресор, односно како национален координатор за стратегијата на роми 2014-2020, започнавме со процесот на еволуција на досегашната имплементација на јавните политики кои се однесуваат на ромската заедница во Македонија. Во рамките на приоритетната област домување во тек е постапка на распределба на средствата од подпрограмата 11, поддршка за стратегија на ромите за реализација на комунални и инфраструктурни проекти во општините каде е застапано ромското население. Во меѓувреме се остварени голем број на средби на локално ниво со цел да се воспостави подобра координација и учество на локалната власт во креирањето на јавните политики кои се однесуваат на ромите во тие општини. Исто така во соработка со Министерството за труд и социјална политика започнавме процес на ревидирање на надлежностите на ромските информативни центри во општините каде што тие се поставени. Ваква постапка во најскоро време ќе следува за редефинирање на надлежностите и на здравствените медијатори. Започнат е процесот и на донесување, односно подготовка на национален акцијски план за култура. Од досегашните контакти со меѓународните организации и амбасади, можам да заклучам дека ја имаме целосната нивна поддршка при спроведувањето на стратегијата за роми. Моите очекувања се дека по конкретни видливи резултати од мојата работа и од работата на мојот кабинет ќе можеме да ги имаме во наредните 2 месеци. До тогаш би сакал во оваа прилика да ги повикам сите општини и градоначалници да се приклучат кон подготовка на локални акцијски планови и да имаат поголема ажурност при изработката на проекти од инфраструктурен карактер кои што се однесуваат на ромската заедница и истите да ги поднесат до нашиот кабинет заради понатомашна доработка и усогласување. Ние како влада нема да застанеме тука.
остануваме посветени на нашите обврски за подобрување на социјалната и економската состојба на ромите. Сметам дека ние сите заедно, со надлежните институции, а со подршка со меѓународните организации и нашиот невладин сектор, ќе можеме да допринесеме многу по однос на подобрувањето на состојбата на ромската заедница. Затоа не би сакал да должам понатаму, туку да упатам порака за заедничка соработка и добра координација меѓу сите нас. Јас сметам дека ваквите и слични истражувања и анализи треба да бидат составен дел од нашето работење, а се со цел да придонесеме кон подобар и подостоинствен живот на ромската заедница во Република Македонија. Благодарам. Почитуван премиер Зоран Заев, почитувана министерка Емила Царовска, почитуван министер Ахмедовски, почитуван Марко и почитувана Луиза. Многу сум среќен бидејќи регионалниот истражување за ромите за 2017 е реално, затоа што исто така јас придонесов кога бев во Брисел во идентификувањето, подготовката и лансирањето на овој проект. Ова е една од активностите кои што ги спроведуваме и дозволете ме исто така да ви честитам, господине премиер, може би се сеќавате, може би не, бидејќи сте доста зафатени, меѓутоа пред 6 месеци овдека искажавте заложба да работите на документите за ромското население. Единствената работа која што ја преценивте тогаш е времето што ќе е потребно да се реши овој проблем со документациите, меѓутоа сите заедно сме на овој пат заедно со Обединетите нации. Има позитивни работи за кои што можам да ги споменам овде, а тоа е дека УНДП, Светската банка, Европската комисија, владата, сите се вклучени во ова. Согледавме дека ако ја заснуваме нашата интервенција врз податоците од 2011, ќе значи да се пропушти можност. Затоа ни треба поажурирани податоци и можеме да согледаме дека земјата напредува, меѓутоа се уште постојат области каде што е потребна поддршка. Исто така сме вклучени во различни проекти со организациите на граѓанското општество, исто така со локалните власти, имаме Рома акти со кој што води Советот на Европа, исто така активности со ромското население. Мислам дека ова е конкретен знак за фактот дека на ниво на Европската Унија сметаме дека вклучувањето на ромите представува еден од главните приоритети. Секоја земја има обврска да има своја стратегија за ромите и да ја спроведува таа стратегија. Исто така, оваа методологија ја проширевме на земјите кандидати и потенцијалните земји кандидати и затоа овдека имаме национална стратегија, но исто така мораме да сме сигурни дека оваа стратегија ќе се спроведува. Можеме да помогнеме во ова. И во моментов зборуваме со мистерката Царовска за начините за поддршка на некои клучни пилот проекти за интеграција на ромските заедници во некои делови од земјата каде што ќе се фокусираме, каде што ќе фокусираме нашата програма за 2019, значи североистично, северозападна, дел од Полог, но исто така она што има и важни проекти што треба да се подготват и за кои што ќе дискутираме, да видиме како можеме да дадеме поддршка. Како што споменав, многу е важно сите ние заедно, меѓународните актери, локалните актери, граѓанското општество, владата, сите заедно да изнајдеме заеднички начини и да ги координираме нашите активности, бидејќи вообичаеното исклучување на ромската заедница се уште постои. Бројките покажуваат дека постојат области каде што е потребно подобрување. Всушност треба да знаете дека за неколку месеци ќе имаме препораки за активности во однос на политиките. Значи ова не е само истражување за податоците, туку и како да ги подобриме работите. Ние сме предадени на оваа активност и милом ние што сме овде и можеме сите заедно да придонесиме конкретно
и ефикасно за поголема интеграција на ромите. Ви благодарам. Благодарам премиеру Заев, министерка Царовска и министре Ахмедовски, колеги од Комисијата Никола и од Обединетите нации. Луиза, ви благодарам што не поканивте овдека денес. Најпрво, сакам да се заблагодарам на премиерот и на министрите што го изнесоа прашањето за интеграцијата и вклучувањето на ромското население во сите области, вклучително и политичкото, и тоа е важен сигнал и ви благодариме за тоа. Тука и прашањето за вклучување на оваа заедница, што не е само македонски предизвик, туку и не само предизвик за Западен Балкан, туку пошироко на цела Европа. И ќе одам дури до таму да кажам дека најважниот предизвик за вклучување на една заедница во Европа. И тоа бара сеопфатен пристап. Затоа, ние од Светската банка сме особено среќни со ова партнерство што го воспоставивме со Комисијата, со колегите од Обединетите нации на техничко ниво, да спроведиме активно за спроведување на податоци, нивна анализа, и се надеваме дека ќе помогнеме во справањето со овој предизвик. Ние живееме во времења на брзи изјави на социјалните медиуми, и затоа е многу важно политиките да се заснуваат на анализа на податоци, затоа е важно ова партнерство овде. Мислам дека има одредени позитивни вести, како што нагласија премиерот и министерката во однос на Македонија во ова истражување, но останува предизвикот на Западен Балкан, но и за Македонија. Решавањето на оваа агенда значи подобрување на образовните вештини. Треба да продолжиме да се фокусираме на тоа пошироко во Западен Балкан, на квалитетот на образованието, учењето кај оваа заедница. И исто така, следното е вклучување на пазарот на трудот. Мислам дека ова е прашање што ви е блиско до вашето срце. Ова е пошироко прашање секако, и прашањето на невработеност е проблем што е поширок од само она што ги засега ромската заедница. Ние во Светската банка оваа агенда имаме во центарот на активностите што ги имаме, и мило ние што соработуваме на ова истражување, како што Никола спомена, ние го анализиравме овие податоци и ќе имаме извештај за некој месец со препораки. Тоа е регионална работа, не се однесува само на Македонија, туку и на другите земји во регионот, и се надеваме дека ќе помогнеме исто така, ќе помогнеме на Европа да размисли за тоа како да постапи во однос на прашање во рамките на активностите за 2020. Исто така работиме на повратниците. Знаеме дека оваа заедница особено погодена од овој феномен на повратници, и тоа е тешко прашање, и работиме на тоа повторно во соработка со директоратот за проширување. И конечно сакам да заклучам со нешто што министерката Царовска го спомена. Кога зборуваме за решенијата, не значи тоа само решение каде што целта ќе биде само заедницата, туку и социјалната помош што се обезбедува, особено во оваа заедница каде што сиромаштијата постои. Во други случаи за ова е потребно и одредено ниво на иновации. Знам дека е еден од нашите проекти во Македонија, во рамките на тој проект согледавме дека нетрадиционалниот пристап, каде што ќе работиме на тоа луѓето да останат, да истраат во училиште, на работното место, е меѓусебно поврзано и важно. И всушност е важност да се најде соодветната мешавина на решенија. Ви благодарам и мила, драга Никола, почитуван министре Ахмедовски,
Драг Марко, драги медиуми, дами и господа, пред се, драги пријатели, во име на целиот тим на Обединетите нации и тимот на УНДП, мило ми е што сме овдека. Сакам да се заблагодарам на премиерот за неговото присуство и тоа што е домаќин во владата за вклучувањето на ромите и статусот на ромите, нешто што заслужува внимание. УНДП со децени обезбедува клучни податоци и анализа со состојбата на ромската заедница, вклучително и репер, истражувањата кои се однесуваат на земјите членки на ЕУ и кандидат земјите. Нашите последна студија е од 2011, така што имаше потреба од нови податоци. Ние се заблагодаруваме на Европската унија за финансиската поддршка за спроведување на истражувањето за 2017, што опфатише 1760 домаќинства од цел Западен Балкан. И ова беше извонредно партнерство во анализата на наодите. Релативно гледани, новите податоци за 2017 година отсликуваат добра слика за оваа земја и од сите земји од Западен Балкан, Македонија нуди наводно најдобри услови од гледиште на граѓаните, но и покажа и најдобри подобрувања во периодот од 2011. Меѓутоа, и сакам овдека да нагласам дека ова е голем недостаток, јазот во квалитетот на животот меѓу ромското население и соседното неромско население е голем и траен. Статистичкиот јаз покажува дека мораме да бидеме растревожени и да бидеме засрамени. Речиси 4 од 10 ромски домаќинства покажуваат да барем еден член од семејството заспива гладен. Кај неромското население тој процент е 7. Исто така од 2011 година во однос на завршеното средно образование или пак во однос при натрупаноста во домаќинствата постои одредено ниво на назадување. Например, уделот на ромските деца кои што поседуваат сегрегирани училишта, овие нови податоци наведуваат на можност да ја провериме реалноста. Праксите и политиките за остварување на ветувањето за еднакви можности за сите граѓани. Чувме од премиерот и од министерката за бројните мерки што се спроведени во последните 10 месеци за справување со овие недостатоци и ние тоа го поздравуваме. Сите агенции на Обединетите нации се залагаат за спроведување на активностите за одржлив развој и никој да не биде изоставен. А што се однесува до јазовите меѓу ромското и неромското население, тоа е во нашиот главен фокус, особено за периодот 2016 и 2020 година и имаме повеќе активности во таа насока и тука се колегите од УНИЦЕФ и другите агенции на Обединетите нации. УНДП од своја страна соработува со Министерството за труд и социјална политика за спредување на програми за менторство и обука, за подобрување на стапките на успех на ромското население во програмите за креирање на работни места. Исто така развивање на програма за еквивалентност за да им се овозможи на ромското население и другите да завршат основно образование. Со поддршка на Норвешка ја реновираме единствената градинка во општина шуторизирана што минатата година беше уништена во пожар. Исто така обезбедуваме средства новата градинка да одговори некои дополнителни активности за локалното население. Како што беше јасно од изјавите на премиерот Зоран Заев и другите говорници утриново, има неизмерно добра волја во владата и кај партнерите за проширување на политиките кои што веќе покажуваат резултати и креираат нови мерки во областите каде што се чини дека не постигуваме напредок. Податоците од истражувањето се од добар основ за тоа и можете да сметате на поддршка од Обединетите нации и УНДП во новата оценка и дизајнирање на политиките за вклучување на ромите, бидејќи навистина сметаме